Како ќе биде организиран 6 мај, какви безбедносни протоколи се на сила и што ќе можеме да видиме на директниот пренос кој ќе го има и ќе го пренесува директно Македонската радио телевизија, кој е особено значаен за нас, имајќи предвид дека од основањето на тогашната радио телевизија Скопје до денеска овој прв директен пренос од ваков значаен настан. Детали дознаваме од Марин Гавриловски, основач на британската бизнес група во Македонија. Добро утро, Марин, и добре ни дојдовте. Добро утро до вас и до гледачите на Македонската телевизија. Споменам во најавата, овој настан е особено значаен и за нас, бидејќи првиот ваков пренос го имаше BBC во црно-бела техника пред 70 години, кога беше крунисувањето на кралицата Елизабета. Па да, тогаш во една друга со една друга техника беше изведен тој пренос. Интересен куриозитет е дека истиот ден кога е снимен преносот, лентите од снимката се пренесени со авион до Америка и до Канада, за да можат гледачите во Америка и во Канада, каде што кралицата исто е шеф на државата, да може да го истиот ден проследат, да ја проследат снимката од крунисувањето. Ако 2022 ја одбележаа два важни настани, платинестиот јубилеј на кралицата Елизабета и потоа незината смрт само 2 месеци подоцна, 2023 година е година која што британците ќе ја помнат токму по овој настан, крунисувањето на Чарлс III, инаку најстариот наследник на британскиот трон, кој што автоматски ја превзема позицијата по смртта на неговата мајка. Да, тој само 4 години присуствувал на крунисувањето на неговата мајка во 1953 година и чекаше 70 години да дојде моментот кога тој ќе може да седне на британскиот трон и на глава да ја почувствува круната на Свети Едвард, која што се става на суверенот кога тој се прогласува за крал во Вестминстерската опатија. Тоа е еден навистина долг период, меѓутоа традицијата во Британија е неприкосновена, тој мораше да чека за тоа, секако до смртта на својата мајка. Што би значило имаше многу време да се навикне на живот во центарот на вниманието. Роден е 14 ноември 1948, дипломирал историја на Тринити коледжот во Кембридж во 70-та, потоа продолжува воена кариера. Сега бракот со Диана, распаѓањето на истиот, потоа смртта на Диана, свадбата со Камила Паркер Боулс и низа скандали некако го одбележа неговиот живот, но сето тоа што се случуваше генерално стави во сенка и многу убави моменти за кои што сакам да продискутираме, а кои веројатно многу малку ги знае јавноста, дека например тој поддржува многу добротворни организации, уметнички иницијативи, дека најголемата страст му е заштитата на животната средина и борбата против климатските промени, дека ја промовира вирската разноликост и мултикултуралната природа на модерна Британија. Да, ако е некој подготвен да биде крал, тоа секако е Чарлс III. Тој веќе 70 години се подготвува за тоа и секако сите тие настани кои што учествувал, за кои што бил подготвуван, го прават него да биде навистина подготвен да биде крал кој што на најдобар можен начин ќе ја извршува својата функција. Точно е тоа дека за 70 години тоа е цел еден човечки живот, се случиле многу настани. Таа е неговата судбина да се случуваат и убави и неубави настани, меѓутоа точно е тоа дека тој е еден голем промотор на заштитата на животната средина и на верската толеранција и токму поради тоа се очекува на настанот кој што ќе биде на 6 мај, на крунисувањето, кој што во суштина еден религиозен настан, покрај представници на Англиканската црква, да има и представници од други конфесии и религии, каде што точно ќе се илустрира тој негов широк поглед кон религиозната разноликост на Британија. Колишката Лидија Чакар во прилогот кој што го подготви и кој го погледнавме пред почетокот на разговорот, ни даде можност да дзирнеме во некои ситници од аспект на организацијата и протоколот на денот. Што е она што вие ќе ни го кажете за 6 мај, а е интересно за гледачите? Па веќе сметам дека веќе Лондон е едно стаклено звоно
и дека секој движење се мониторира. Секако ние тоа што ќе го гледаме на телевизија, додека се стигне до тоа, има многу големи подготовки. Веќе подолг период се вежба, навечер излегуваат, војската излегува, кочиите излегуваат, се вежбаат трасата која што ќе се помине. Дури во текот на вчерашниот ден, во Вестминстерската опатија пристигна и кралот, кралицата и членовите на кралското семејство да вежбаат. Значи, нема тука оставање на импровизации никакви, дури кралот доаѓа да го извежба она што во недела, во сабота ќе го прави. Исто така безбедносните проверки за да се стигне на таа прва линија каде што ќе поминува на свитата на кралот, секако треба да се поминат неколку безбедносни проверки за да може тие луѓе што се таму да присуствуваат. Така што мислам дека безбедноста ќе биде на највисоко ниво. Ако чинам пред неколку дена дека дури еден човек беше уапсен во близината на Бекингемската палата, така што се мониторира, се снимат, не верувам дека ќе има некои проблеми во тој поглед и мислам дека се ќе помине во најдобар може ред. Кронисувањето на кралицата Елизабета се сметаше за најпопуларниот настан во 20 век. Повеќе од 100 милиони луѓе го слушале преносот на радио, 27 милиони го следеле преку телевизија на BBC. Десетици шефови на држави, светски лидери се поканети на историската церемонија на кронисувањето на Чарлс III. Милиони ќе ја гледаат на телевизија благодарение и на директните преноси кои ќе ги имаат националните канали во различни држави. Која е веројатноста овој настан по популарност и погледаност да го надмине оној од пред 70 години? Па секако ќе го надмине, бидејќи начинот на кој што се емитуваат сега тие настани е многу поширок. Техниката е многу понапредната и начините на кои што може тоа да се следи секако се поголеми, така што сметам дека ќе биде надминат во секој случај. Интересно е да се каже дека се поканети представници на 203 земји. Не се поканети единствено представници на Русија, Белорусија, Мијанмар и Иран од разбирливи причини, дека ќе присуствуваат околу 100 шефови на држави или влади. Сите представници на сите владеачки и невладеачки кралски семејства во светот, представници на британската политика, нели парламентот, владата, представници на невладиниот сектор, религиозните заедници, значи така е широк опсек на присутни, со тоа што бројот на гостите кои што се поканети да присуствуваат во Вестминстерската опатија е така да кажам сведен само на на околу 2200, за разлика од околу 8.000, мислам, кои што присуствувале на кронисувањето на кралицата Елизабета II. Очекувањата од Чарлс како крал се големи, гледајќи го и навраќајќи се на тоа каков монарх беше неговата мајка. Член на кралско семејство мора да издржлив, отпорен на критики, да има многу трпение. Ке успее ли кралот Чарлс III ова да го испорача? Рековме дека тој е подготвен за тоа. Она што јас би рекол дека ќе биде најзначено за неговото владење тоа што тој ќе го подготви патот за младите New Royals, за она што ќе дојде после него. Значи тој веќе јас го сметам дека еден иако целокупното негово однесување е крајно традиционално, тој сепак ќе ја модернизира на некој начин монархијата и ќе го направи патот за Вилијам и за потоа за принцот Џорџ да стапат на британскиот трон и да имаат можност, бидејќи тие најверојатно ќе имаат подолго временски период да бидат на чело на Британија, да можат да целосно модернизираат Британија и да ја популаризираат монархијата уште повеќе, бидејќи навистина монархијата генерално гледано во светот е во изумирање и затоа е потребно на некој начин популаризација и доближување на монархијата до граѓаните, а самото кронисување, самиот чин на кронисување е еден чекор кон тоа. И младите кои што ги споменавте, оние New Royals, не се иземени од непријатности изминатиот период, особено со меѓусебните случувања. И сега дел ќе ја следат церемонијата и што ќе се случува, дел се фасцинирани од тоа како ќе изгледа протоколот, но дел очекуваат и многу пикантерии.
од аспект на дали ќе се видат, дали ќе се сретнат, кој каде ќе седи, дали ќе се поздрават и слично. Па ја сметам дека тоа е од маргинално значење, дека самиот чин на традицијата, на обновување на традицијата после 70 години ќе биде главниот фокус на целата работа. Помалку ќе биде битно каде Хари ќе седи, колку време ќе седи во Англија, дали одма ќе се врати. Нели истиот ден е роден ден на Арчи, па поради тоа направено тој скоро веднаш по церемонијата во Вестминстерската опатија да замине. Меѓутоа тоа се работи кои што можеби се сензационалистички интересни за некого, меѓутоа не се во главниот фокус на она што ќе се случува на 6 мај. Во секој случај и туристичките работници и угостителите ќе тријат раце во периодот кој што следува. Па да, британците се познати по тоа да може да го комерцијализираат својата историја и традиција. И тоа исто така ќе биде случај и сега, цените се отидени до максимум, сите капацитети се полни, ќе има луѓе од цел свет кои што ќе сакаат да присуствуваат на овој настан со право, се разбира, бидејќи после 70 години прв пат се случува такво нешто и не знаеме ние кога следен пат тоа ќе се случи. Навистина ова е единствен настан и им завидувам на оние кои што ќе бидат во сабота во Лондон. Можеби вие ќе бевте во Лондон да не ни помогневте во сабота за директниот пренос. Како ќе биде организиран, што се ќе може да видат и слушнат нашите гледачи, кога започнува, еве како некој основен податок? Па да, преносот започнува некаде по 11 часот и ќе трае, мислам, до 15:30. Ќе се опфати целокупната церемонија во Вестминстерската опатија и ќе кулминира со излегувањето на кралското семејство на балконот на Бекингемската палата, што ќе биде една кулминација, да речеме, на денот. Со колешката Миланка Рахиќ ќе водиме, ќе коментираме за се она што ќе се случува, ќе кажеме некои многу интересни работи, поврзани со сите тие регали што ќе се користат, начинот на кој што тоа ќе биде, протоколот кој ќе биде се присутен и така натаму, така што ги поканувам сите оние кои што сакаат историја, сакаат да присуствуваат на овој настан да не следат. Нашите гледачи ќе имаат ретка можност да добијат вистински информации, бидејќи пред се тоа е суштината на медиумот, на времено информирање и вистински информации по кои трагаме, да ги добијат од вас, кои што и тоа како знаете за редот и протоколот на монархијата. Да, благодарам, ќе се потрудам најмногу што можам да ги информирам гледачите. И некако еве за крај на разговорот, откако почина кралицата Елизабета, но и известно време пред тоа да се случи, многу се шпекулираше за тоа дали Чарлс ќе го превземе тронот, па дали тоа ќе се случи, дали ќе биде Вилијам на тронот, па дали нешто во меѓувреме ќе се измешаат работите, но ова е потврда дека генерално со протоколот и со правилата на монархијата калкулации нема. Апсолутно е така. Британците секојаш на прво место е традицијата, па потоа е се друго, така и кралицата на толку години, 94 години, таа до последен момент беше на чело на државата, затоа што е тоа нејзина обврска. Обврска на Чарлс е да биде крал сега и тој целосно ќе се испочитува, нема тука излегување надвор од правилата. Ви недостига тој ред и правила во нашето општество во кое живееме? Таа прецизност? Многу, морам да признам. Многу имаме многу работи можеме ние да научиме од Британија и овој настан може да биде баш токму тоа да видиме како преку традицијата се стигнува таму докаде што стигнала Британија. Уште еднаш да потсетиме во колку часа започнува пренос? Во 11:20. Во 11:20 ве слушаме благодарение на директниот пренос кој ќе го има македонската радио телевизија. Благодарам Марин за гостувањето во утринската програма. 2 дена пред големиот настан да сумираме што се како протокол ќе има, какви безбедносни мерки се на сила и што можеме да очекуваме да видиме на 6 мај. Благодарам. Благодарам за покана.